Пред 45 години во Штипската болница на работа се појавил младиот доктор Ванчо Органџески. Никој тогаш не можел да претпостави дека на должност дошол човекот кој за многу кратко време на болницата и донесе многу авторитет и доверба. Дојдов како млад доктор кој тука ги почна првите чекори да учи, да специализира од областа на гинекологија и акушерство. Тогаш како млад гинеколог, кога дојдов на одделение, моите колеги беа многу повозрасни од мене, многу поискусни, да не кажам, такви гинеколози во денешно време нема. Тоа беа виртуози за пороги, за оператива. Штип беше водечки центар не само на Источна Македонија, него општо во Република Македонија и по ништо не се разликуваше во квалитетот на здравствена заштита кој го даваше гинеколошка клиника во Скопје и одделението во Штип. Судбината и животот испишуваат патишта по кои неминовно се оди, а по еден од нив тргна и доктор Органџески кога се одлучи својата кариера да ја гради во Штип и ја одби понудата на клиничкиот центар во Скопје. Бев забележен како напреден гинеколог во кој има иднина и да биде така поинтересно, од тогашниот директор на гинеколошка клиника во Скопје, професорот Лазаров, ме викна во канцеларија и ми понуди да останам на клиника. Викам, професоре, јас сум почестен од вашиот предлог, меѓутоа јас имам фамилија, имам две дечиња, имам сопруга невработена, стан немам во Скопје. Тоа е, не знам, тоа прашање како ќе се решава. Во секој случај ќе размислам околу понудата. Во исто време од Штип добив понуда да останам во Штип, понуда од која во тоа време не можеше да се одбие, или ние што викаме боли глава. Значи, се согласија да ги вратат средствата на име на специализација на здравен дом Виница, запослување на мојата сопруга, добив трособен нов стан и тоа во тоа време беше голема чест и ми ствари една врска да се одолжам на градот Штип и на граѓаните нормално од Источна Македонија. Со неверојатна енергија, ентузијазам и со големи професионални чекори, Органџески се движеше напред и во Штипската болница, стана синоним за најдобар доктор-гинеколог. И јас со својата младост, во споредба со колегите кои беа многу повозрасни, донесов едно раздвижување, една нова енергија, еден нов начин на работа. Тоа многу брзо беше забележено од пациентите, од граѓаните на Источна Македонија, од граѓаните на градот Штип и за неверојатно кратко време почнав да не кажам да бидам многу тражен доктор. Но неговиот пат во Штипската болница траеше се до 1993 година, бидејќи болницата беше премала и претесна за неговата визија. Кога 92 година, 91-92, се донесе законот за приватна пракса, дека може покрај државното да има и приватно здравство. Више се створија други услови, меѓутоа морам да кажам, јас уште пред да се донесе законот, кога ја градев куќата, одма приземниот дел почнав да го припремам за ординација, без разлика што беше уште незамисливо у тоа време да се има приватна ординација. 92 година, кога во Македонија немаше приватен гинеколог. Во Штип практично се роди приватното здравство. Во Штип се роди првиот ембрион каде започна да се развива приватното здравство. Во ординацијата која многу брзо стана важна и позната, доктор Органџески ја започнува и својата најважна мисија. Јас почнав да се бавам со брачна неплодност, да не претерам 40 години. Значи, во секое време си има методи на кои се таа лекува. Бројот на постигнати
бременности, бројот на радосни семејства е безброј. Ти не можеш да ги измериш за 40 години колку се. Меѓутоа морам да кажам дека борбата за мајчинство, борбата за нафталитет е нешто највозвишено. И со текот на времето свативме дека ние мора да уведуваме нови методи. И затоа во 2008-2009 година јас го отворив првиот центар за инвитро оплодување во Источна Македонија. За 40 години доктор Органџиски не може да изброи колку деца дошле на свет благодарение на него. Но куриозитет во неговото работење е спроведеното инвитро, пошто се роди и првата четворка во Македонија. Се зашна 4 се носеа, сум ја водел бременоста се до 28 недела, да не зборувам какви се проблеми имаше, бидејќи ти со 4 не можеш да дишаш. Тоа е прашање за конгреси, за стручни состаноци. Битно е дека таа четворка во 28 недела успеавме да ја донесеме, и логично беше натаму више не можеше. Лично мојот син со наша кола ја однесе на гинеколошка клиника. Со царски ред се породија 3 девојчиња и 3 женски, 1 машко, тие се сега возрастни. Но не само тој на оваа медицинска гранка и се посвети за сите години. Неговиот успешен од неодменливо го продолжуваат неговиот син, снаа, керка, а сега и внукот. Сите тие се гинеколози и веројатно се единственото семејство во државата со толку гинеколози на едно место. Нема ништо подобро ако гинеколозите се од твоето семејство. Сигурно ги почитуваме и сите други, али тоа ме исполнува, затоа јас живеам за моите внуци и морам да кажам дека овој проект ти како поединец не може да го реализираш. Значи, ако не беа моите деца, мојата сопруга, посебно мора да го истакнам значењето на мојот син, доктор Стојан Органџиски. Значи, внесе на огромна енергија ово да стане реално. Доктор Ванчо Органџиски за себе вели дека е задоволен со она што го постигнал, смета дека секој чекор му бил исправен и дека е горд на својот труд на резултатите од него и семејството, кој ја испишува големата традиција.